Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на нашиот квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска нашите надпреварувачи ќе го покажат своето знаење, ќе пробаат да се надмудрат еден со друг, се со цел да освојат парична награда, односно да се соочат со темата од нашата листа. Па да не должам повеќе. Прво, ќе ги повикам како и секогаш досега домаќините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Александар и Тоше. Повеле. Александар, здраво. Здраво. Тоше, здраво. Како сте? Добро. Одлично. Расположени за игра денеска? Расположен. Која емисија поред веќе? Четврта. Четврта. Предпоследна од тој серијал или од 5 емисии што дозволуваме да се учествува, како да кажам, во една сезона, односно во овој дел од сезоната, па така. Да не навлегуваме во тоа. До сега колку успеавме пари да земеме? 300 евра. 300 евра, сума што се дели на два, но да речеме уште 200-300 евра добро би дошло. Добро би дошло. За повеќе ќе се делат. Подобре бројката за делење. Да не сакате вие да си додадете нешто? Тоа е тоа. Се сконцентрираме на играта. Ке се сконцентрирате на играта, така. Денеска имате нови надпреварувачи, односно нови предизвикувачи. Нив треба да ги елиминираме ако сакаме повторно да застанеме на ова место, нели, и да одговараме за парична награда. Така. Со среќа во продолжение, нема да ве задржувам повеќе, домаќини, ти знаете, ваша домаќинската кабина, повелете. А од спротивната страна, како предизвикувачи, добро познат квизачки пар. Барем неколку пати биле во листа за 300. Добро познатите Драголюб и Ананија. Повелете. Ананија, здраво. Здраво, фала за најава. Драголюб, па нема што така е. Реално така е. Секоја сезона сте ми во листа за 300, секоја година. Така. Се покажувате одлично, како да кажам. Реалноста е таа. Дај Боже година. И мило ми е што да, повторни оваа година ете. Сега почуваме како предизвикувачи, нели? Треба да ги елиминираме домаќините ако сакаме да продолжиме понатаму. Вие што имате да кажете? Те за периодот што не сме се виделе, добри ли сте? Супер. Добро, Последна година нема некои поголеми промени. Тоа се што се на види. местото на злосторството. Тоа е повторно се гледаме Да го тука. дадеме својот максимум, како што би рекле спортистите. 110%, како беше тоа? По максимумот се сталното. Или легенда там дека што ќе кажеше 102,3%, да. Да е така. Супер, ако немате што да додадете, да не ве задржувам, почувате како предизвикувачи, до каде ќе стигнете, останува да видиме во продолжение. Повелете, ваша предизвикувачката кабина. Александар и Тоше, односно Драголюб и Ананија се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали си функционираат онака како што треба и да си продолжиме потоа со листа за 300. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Драголюб и Ананија, дали се слушаме? Да. Знаете секако оди, нема потреба да се повторувам. Сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на домаќините и потоа започнуваме со среќа. Александар и Тоше, дали се слушаме? Да. Супер. Домаќини вие, се ви е јасно, се ви е познато. Четврта емисија денеска. Да. Требаше вас да ве застанам тука, ама па ја не сум за таму. Не се лажеме. А и сам ќе бидеш? Ако да, и сам, не, планирам со уште еден да дојдам, со партнер таблетот. Што си го имам со мене тука, да, со тоа си планирам. Одлично, може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, надпреварувачките кабини си функционираат онака како што треба, па да започнеме со листа за 300. Започнуваме како и секоја со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за иста да гласи. Зборови што завршуваат со тор. Бараме зборови кои завршуваат со буквите ТОР, односно ТОР, и кои се содржат во македонскиот дигитален речник. Се прифаќаат сите видови зборови. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Александар и Тоше, дали ни е јасна темата? Да. Во ред, Драголюб и Ананија, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете веќе добро, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога моментално им припадна на Драголюб и Ананија. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, Драголюб и Ананија, која ќе имате понуда, кажете ни. Може 5. Со 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8.
8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20, округло 20, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 27, 20, 27. Да знаете само дека има доста зборчиња. 28, 28, 30, 30, и 2, 32. И на вас да ви кажем, има доста зборчиња, мислам да знаете што завршуваат на тор. 33, 33, 34, 34, 35, 35. 36, Едно повеќе 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39. 40, Стигнавме до 40. 1, 41. нека одговара. Веќе имаме добро надавање, 41 зборче, како што рековме. Бараме зборови што завршуваат со тор, односно ТОР. Драголюб Јананија, 40. 41. Еден. Да. Знаете, самите треба 41 зборче, ако сакаме да го освоиме по едно, кога ќе бидете подготвени, започнете. ajde, автор, Автор. Така е. kant автор, Кант автор. Така е. втор, Втор. Така е. мотор, Мотор. Точно. ротор, Ротор. Така е. статор, Статор. Точно. гладиатор, Гладиатор. Така е. терминатор, Терминатор. Кој дел? Така е. шатор, Шатор. Точно. радиатор, Радиатор. Тоа што ке мене слабо грее. Така е. алтернатор, Алтернатор. Така е. атентатор, Атентатор. Така е. вектор, Вектор. Така е. мајстор, Мајстор. Така е. велемајстор, Велемајстор. Точно. Да, може патор. Да. македонски збор беше, нели? А како се вика иначе? Па е паторот. Патор, патор, Патор. Така е. алигатор, Алигатор. Точно. конектор, Конектор. Така е. коректор, Коректор. Така е. ректор, Ректор. Точно. лектор, Лектор. Поминавме пола. проректор, Проректор. Така е.
Сектор. Сектор. Точно. Колектор. Колектор. Така е. Селектор. Селектор. Точно. Медиатор. Да, медиатор. Медиатор. Така е. Електор. Електор. Електор, точен одговор. Генератор. Генератор. Точно. Плагиатор. Плагиатор. Така е. Предатор. Мислим дека кажа. Го кажа. Предатор, кажавме? Предатор. Предатор, мислам дека не. Преска терминатор. Не, Предатор. предатор. Така е. Уште 11 зборчињата. Времето на ваша страна. Доктор. 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 Добре, ви текна. Добро, лесно ми е мене тука ги читам голем дел од зборчињата, така е. Мајка. Триесет и втор. 22. Много. 32. Немој. Чекай. Конектор. Кажавме през како рековме патор, уште нешто ми спомнави. Пастор. Алигатор. Пастор. Ама да не иде. Алигатор, кажа. Пастор бе има, пастор, тоа посебно. Пастор. Пастор. Така е. Аниматор. Аниматор. Така и аниматор е точен одговор. Мислете имате уште некои 4-5 минутки. Брзи бевте. Вентилатор. Вентилатор. Така е. Тур. Само. Автор, кажа. Тур. Не може ли ще Котор не може. Мотор. Кажа мотор, ротор, статор, вектор. Модератор кажа. Кажа ли модератор? Не. Сега ќе провериме. Модератор. Медиатор, кажа. Да, медиатор. Модератор. Нема модератор. Може модератор. Модератор. Така е. Легатор. Тој. Пак ќе кажем проктор, имаше проктор. Ако мислиш, кажа. Проктор. Проктор. Простор. Добро, и проктор постои како збор. Го користим во асоциација.
На што мислиш Проктор? Па нешто како модератор, проктор, у тој смисол. Добро. Кој е латински збор, дали ги има во речник? Да, жал ми е, Драголюб Јанание, но го нема, може би е нели израз кој што се користи, но се уште го нема во ниеден наш дигитален речник, за жал. На добар пат бевте, ништо не е готово, сте биле во вакви ситуации предходно. Но внимателно во продолжение. Имаме уште една лицитација, не се обесхрабрувајте. Ништо не е готово, како што реков, но само внимателно. Александар и Тоше, паметно изиграно. Ете, ги фатив на кондиција што се вика, има во продолжение, ако поминеш ова зборче, мислам дека ќе стигне до крај затоа што им текна наеднаш како група на зборчиња. Но мислам да сме среќати на вас. Тоа е тоа, како што имам кажано неколку пати, листа за 300 е квиз каде што и знаењето, но и надмудрувањето си имаат свој дел. Тоа е тоа. Честито за првиот поен, но не се опуштете ни вие во продолжение. Знаете дека ништо не е готово. Пред да продолжиме понатаму со второто надавање, да прочитам уште неколку од оние зборови што завршуваат на тор. Доста кажа Драголюб Јанание, мора да признам. Но, еве, не ги кажа авиоконструктор, потоа агитатор, акумулатор, мислам дека не кажа, потоа аспиратор, велемајстор, вибратор, гребатор, дегустатор, демонстратор, детонатор, диктатор, директор, дискриминатор, потоа драгстор, екзекутор, едукатор, елеватор, електромотор, ескалатор, злостор, изолатор, инструктор, коментатор и така натаму. Композитор и уште многу други зборчиња. Ги има доста на тор, но како да кажем, лесно ми е мене кога ги читам тука од таблетот. А сега, драги гледачи, е време да продолжиме понатаму со втората лицитација, односно второто надавање. Оваа лицитација ќе ни открие дали Драголюб Јанание ќе одат на пресврт на пенали или пак повторно Александар и Тоше по четврти пат ќе застанат тука со мене на главната сцена. Да не должам. Темата за втората лицитација гласи: држави, монархии во цел свет. Извор, сајтот на Светски атлас. Бараме имиња на суверени признати држави од целиот свет на чие чело се наоѓа некој монарх, без обзир дали е тоа цар, крал, војвода, султан или пак верски лидер. Тие држави немаат председател, но може да имаат влади и парламент. Александар и Тоше, дали не е јасна темата? Одлично, Драголюб Јанание, дали не е јасна темата? Да. Супер. Добро ви е познато дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се со резултатска негатива. По првата одигран игра, по таква ситуација се Драголюб и Анание. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Александар и Тоше, а Драголюб и Анание повелете. Ајде, 5, стандард. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Едно повеќе. 14. 15. 15. Ќе да се преброиме. Дадемо од евро, па ќе кажеме едно 17. Има на 16. Точно, не. Ајде, нека одговара. Нека Што одговара. ќе кажа од кралови, од Нека одговара. држави? Нека ги одговара. Мало сам, може, ама ја не би... Ајде, посигурно, ајде, малку сум. Па и ја Ајде, ајде нека одговара. Да одговараат? Да. Се мислевте малце надавање се, но да видиме, двајцата сте свесни, но факт е дека нема премногу монархии во светот, но дефинитивно се повише од 15 и тоа доста. Александар и Тоше, малце со логичко размислување, видете, времето е на ваша страна, ќе кажам сојузник, вие имате 15 празни полиња, ни требаат 15 држави монархии од целиот свет. Како што реков, тоа се држави кои што нели немаат председател, на власт е монарх, дали е тоа цар, крал, верски лидер, војвода, не е важно. Лондон.
Не може. Добро, повели, кажете. Добро. Обединето кралство. Нема проблем. Обединето кралство е прв точен одговор за Александар и Тоше. Ватикан. Ватикан. Така е. Јар. Јар. Јужноафриканска република. Да, одамна Јужноафриканска република не е монархија. Сега ќе ви кажам, има доста и во Европа. Знам дека не ги сретнуваме често, но барем... Ајде сега таман. Ке освежиме сеќавањето. Изнаењето. Драголюб Јананија, слушајте вие, сега ќе ви кажам, во светот има повеќе околу 40 монархии, кои што, како што реков, начелу имаат цар, крал, принц, војвода, султан или пак некој верски лидер. Меѓу тие се Австралија, Белгија, Брунеј, Бутан, Ватикан, Данска, Јамајка, Јапонија, Јордан, Камбоџа, Канада, Катар, Кувајт, Лихтенштајн, Луксембург, Малезија, Мароко, Монако, Нов Зеланд, Норвешка, Обединети арапски емирати, потоа Саудиска Арабија, Тајланд, Холандија, Шведска, Шпанија, и тоа ми се ова само оние звучни имиња кои што ги имам издвоено, ги имам уште 20 на 20 и нешто кои што не ги прочитав. Знам дека не ги знаеме, не ги сретнуваме барем во оваа форма на вести кога гледаме, тоа е работата. Драголюб Јананија, честитки за поенот, успеавте да израмните, знаевте кога да се повлечете, вас колку ви текнува вака сега? Толку, док е 15. Тук е 15 би И кажал. толку, Сигурно не е знам. Епа и вие паметно што се повлековте затоа што ќе имавме проблеми и ќе изгубевме целосно, а сега имаме шанси на пенали да дојдеме и до пресврт. Александар и Тоше. Вие исто така не ви е непознато о пеналите. Да. Немам што да ви кажам. Со среќа во продолжение. Нека победи се посреќниот и подобриот. И среќа да си има големо влијание, знаеме темата што ќе ни се падне и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе одлучат дали Александар и Тоше или пак Драголюб Јананија ќе застанат тука на главната сцена и ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда, затоа нема да должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови во песната "Високи штикли" на групата Конкорд. Извор: текстот од оригиналната изведба од добро познатиот Евергрин "Високи штикли" од групата Конкорд. Бараме зборови од 3 или повеќе букви што се содржат во песната. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Александар и Тоше, дали ни е јасна темата? Драголюб Јананија, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога им е денеска припадната на Драголюб и Ананија. Но, да не заборавиме, во текот на пеналите, во текот на целата игра вклучени се кабините, што значи може да се слушнат надпреварувачите едни со други и тоа што е најважно одговараме напоредно едните па другите се додека некој не погреши. А сега, Драголюб и Ананија, да го слушнам првиот одговор. Одиш. Така е. Ќе ви кажам и на едните и на другите, затоа што се два збора, високи штикли, ќе дозволиме да се играат и двата збора од насловот. Штикли. 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 Ќе се правам дека проверувам, така е. Високи, бе. Ајде, високи. Високи. Добро да ги искористиме и сега готово. Како од нула да почнуваме. Да. Штиклама. Да штикли мислиме? Да. Да. А штиклама нема и мислам дека е српски збор. Не ви текнуваше која е песната? Не.
Требаше, криво ми е вака, Александар и Тоше. Убаво се дружи по овие 4 емисии и денеска викам ако успеете да направите вака пресвет ќе биде многу интересно затоа што многу опасни надпреварувачи се Драголюб и Ананија. Успеавте по првата лицитација да ги скротите малце и викам добро ќе биде забавно и денеска, таману ще да надополниме финансиското конто, но ете, среќата не ни се насмевна, мислев дека познаете и вие високи штики, ќе ви текне која е песната, сте ја слушнале сигурно 100 пати во животот, но ете, за жал сега блокиран мозокот. Александар и Тоше, знаете дека вратите на листа за 300 ви се отворени во секое време. Едва чекам повторно да дојдете. Тоше веќе е искусен квизаџија. Готово, 4-та емисија. Од прва до 4-та стигна од одма. Секоја чест, Тоше. Фала. А сега чести за твојот партнер Александар. Одлично одигравте во овие 4 емисии. Се гледаме во блиски иднина. Се гледаме. Сега, за жал, морам да им кажам чао и да им честитам на Драголюб и Ананија за добро одиграната партија и на вас ви се насмеа среќата, мора да призна. Да. На првата ете, мала деконцентрација, дефокус, се лизнавте, да и можеше скапо да ве кошта, но ете. Се насмеа, пак ќе кажам, среќата, ја знаете песната вие и тоа е, што е, ја знаете цела песна или... Да, поголемиот дел. Сега, еве, ја ќе ги прочитам зборовите, не можам да пеам, не сум пеач, но ајде, ќе прочитаме заедно. Одиш по улица, се вртат по тебе, а ти така гордо гледаш само пред себе. Довикуваат, свират, озборуваат горат, а ти си ладна. Гледам јас, стојам и се чудам, за таква риба сред ноќ се будам. Забележуваш, се живо распаметуваш, високи штикли, црни чорапи и се вртам ако треба и по 100 пати. Твојот лик ме прогонува, се насмеваш или ми се присторува. Сите те гледаат, со поглед стрелаат, а ти ќе не си ладна, секој подолко сака да те види, а кога ќе погледнеш ти, ме бодат 1000 игли. О, каков поглед, убавице ладна, чекорот твој е така одмерен, во некој студен ден би разведрил се, о каков ли чекор му нема прекор. Да, знаем да испеам, ќе ви испеам и сигурно подобро ќе звучеше се тоа. А сега, драги гледачи, време е да продолжиме понатаму и да ги сочиме Драголюб и Ананија со темата од нашата листа и да видиме дали и колкава ќе биде наградата што ќе освојат. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Драголюб и Ананија ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена, тие се подготвени, но знаете дека процедурата наложува прво да се подсетиме како стојат работите со нашата листа и потоа да си продолжиме понатаму. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги пишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со сума која што не е позната за вас од 300 евра. Не ме прашам колку пари сте ми земале до сега во листа за 300, нема потреба. Зашто да ме подсетувате, па да ме боли, да ми биде криво. Не, баш ми е драго. Денес има многу интересна тема, спортот, јака страна. Сакаме повеќе да спортуваме или поише да гледаме? Ни тоа, ни тоа. Ни тоа, ни тоа. Што сакате слободно време највише да правите, брат? Сериозно вак. Во слободно време? Се помалку и помалку слободно време, ама Да одмараш. Ја исто така мечтам за слободно време, сонувам и сакам вака луѓето да ги прашувам што прават тие. Да се тешам дека еден ден и јас имам време тоа да го правам. Не знам, не ме толку тешко во животот, ајде сега да си имам и слободно време, се имам. Сега за сега не смеам да се жалам, се мрдам од место, среќа што не сум како беше она. Суеверен, се мрдам од место. 3 пати во дрво и тоа е тоа. Ај сега да се вратиме на темата. Сконцентрирано, фокусирано слушајте добри вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема спортисти и спортистки на годината. Извор сајтот на Лауре Реус, која секоја година од 2000 година па до денес ги прогласува најдобрите спортисти и спортистки на светот. Секое име можете да го кажете само еднаш, бидејќи некои биле прогласувани и повеќе пати. Уште еднаш ќе повторам, извор на сајтот е Лауреус. Е така, се збунив. Како стоиме со спортисти и спортистки, можам јас вака да ви кажам, има доста гледам Формула 1 возачи, гледам фудбалери нормално на сите и времиња, така натаму. Да, на сите времиња. И мажи и жени во светски рамки, така, да. Добро. Джокович, беше. Беше сигурно. Меси беше. Меси, Джокович, тие, Роналдо треба да се. Шумахер после, ајде со ред. Ајде, Лионел да, Меси. Лионел Меси, едно.
Точно така, бил спортист на годината и тоа е прв точен одговор за Драголюб и Ананија. Кажемо сигурно. Pa da, Đoković беше nekoliko puta, ne znam. Новак Ďoković. Новак Ďoković 5 пати бил спортист на годината, вклучително и 2024 година. Втор точен одговор за вас двајцата. Кажемо Шумахер сигурно бил. У златите време. Шумахер? Па да. Михаел Шумахер. Михаел Шумахер. И Михаел Шумахер, помеѓу овие спортисти кои што биле прогласени за спортисти на годината, помеѓу оние имиња. И трет точен одговор, 50 евра се ваши. Сега што правиме за понатаму? Pa idemo još jedna runda, ako će probamo, ako ne, sve to. Да идемо. Кристијано Роналдо. Или не бил? Pa bile, kako ne. Еди Роналдо. Ovo je Jordan, Michael Па Jordan. сигурно бил. Пак ќе ви кажам, за да не се збуните, Меси е единствениот од овие клубски спортови кои што се наоѓа на оваа листа, да. Тимски, да речем. Аха, Не клубски, добро. тимски, да. Добро. E pa, znači, Размислете, пак ќе кажам, има тенисери доста, има F1 Вилијамс возачи. мислиш била? Да бе, Мика Хакинен бил сигурно. Serena Williams. Серена Вилијамс мислим дека била. Od vozača je Niki Lauda, Лауда може да бил. na vremето, a? Валентино Роси може да Ayrton бил. Senna. Valentino Rossi, sigurno. Ајде Сена кажи. Ayrton Senna, Pa da. siguran? Па би требало, сега сигурен. Не сум. Serena Williams, Ајде. od sportistke. Ајде, Серена Вилијамс. Серена Вилијамс. Ајде да видиме, сепак се решивме за тенисерката, Серена Вилијамс. Така не сгрешив јас се. Pa valjda, ne. Ајде да кажа, Серена Вилијамс. Tema da se... Четврти точен одговор, да, одиме со вакво. Ја би ви рекол да пробате со ети со некој од што му беа конкуренција на Ѓоковиќ. Сега се пензионираше, го смета за најголемиот джентлмен во тенисот во модерната. Federer, da. Roger Federer. Роже Федерер. Роже Федерер. Da, da. Не Надал беше. Така, Роже Федерер. Tenis, bio, može i Lendl, može i Иван. Agassi, može Sampras, Sampras sigurno bio. А од жените кој ги знаете? Od ženite Štefi Graf može bila ili ne bila, Martina Navratilova može bila. Ќе ви помогнам да се извлечете. Ова Žene, и ќе ви го памтам за наредната емисија. На листава е можеби најпознатиот атлетичар на сите времиња, држи многу рекорди. До пред некоја година Usain Bolt. Pa da, može. Майкл Usain Джонс. Bolt. Pa i Michael Johnson Па može. добро, или тој, или тој. Ама Болт, ја мислим посигурно. Ajde, Usain Bolt. Усейн Болт. Усейн Болт. И доста е. Ајде. I stvarno, ne znam, Ако ќе беше сега, ја ќе ви дам помош, ама фала Марче и сега уште 10 ги редите, онака, ја бе ми текна, и бам, 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 бам. Baka je stvarno, Да, znaš. да, да. Себо и може да Така е, Усейн Болт честиточен одговор, честитки за освоените 100 евра. 100 евра. da kažem, imam Да. ne vidjeti. Не, точно така. Така je malo bude, Малце, како да кажам, така. na granica si. da li Темичка, je да. Ili ne je. Имам, нели, знаеме многу звучни имиња, има во, како да кажам, во многу категории ги прогласуваат и награди имаат и во нивниот спорт, и во светски, и не знаеме кој што е, како е веќе. Сега ќе ги прочитам, не се многу, 28 спортисти и спортистки на годината биле, мислам, досега ги има на листата, некои били повеќе пати прогласувани, но 28 имиња се. Ке мажите тука се: Тајгер Вудс, Михаел Шумахер, Роджер Федерер, Усейн Болт, Рафаел Надал, Новак Ѓоковиќ, 5 пати прогласуван, меѓу кои во 2024, како што рековме, Себастијан Фетел, Луис Хамилтон, Лајонел Меси и Макс Ферстапен. Тоа се ке мажите. Жени: Ајтана Бонмати, таа е последната во 2024 година, потоа Аника Соренстам, Вивијан Чериот, Гензебе Дибаба, Елен Томсон Хера, Елена Исимбаева, Јаница Костелиќ, Кели Холмс, Кети Фриман, Линдзи Вон, Миси Френклин, Наоми Осака, Серена Вилијамс, Симон Билс, Джастин Анин, Дженифер Капријати, Джесика Енис и Шели Ен
Фейзер Прайс. Сега, имам уште еден интересен факт да споделам со вас и со гледачите, а тоа е дека на легендарниот велосипедист Ленс Армстронг, кој беше спортист на годината во 2003 година, по откривањето на допинг аферата, титулата му беше одземена, исто како и на атлетичарката Мерион Џонс. Може би се сеќавате, ја бев многу голем фан на Мерион Џонс. Да, ќе го кажеш ќе биде е така. Ама ете и од тенисерките, капријати, уопште не би ми текнал. Да, знам. А ја па дека дури секој ги читав на крај Јаница Костелич ја видов. Така, да. Да, и Линдзи Добро Вон. што се откажаме на време. На време, да, па ќе кажам, Сигурно многу ќе спортисти, многу звучни спортски имиња, слушаме секојдневно и Ферстапен- тешко е да се направи дистинкција, да, кои биле прогласени за спортисти и спортистки на Ставам ќе го годината. кажеш, нема шанс. А на ние честитки, Драголюб, честитки. За почеток, добро. Се гледаме и во следното издание на Листа за 300. И со ова, драги гледачи, го завршуваме денесното издание на нашиот квиз секако. Во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте во истата и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш, не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!